5 гробници од македонски тип клесани во камен се откриени со годинешните истражувања на локалитетот Крклари, кој што се наоѓа во состав на поширокото заштитено подрачје Маркови кули кај Прилеп. Гробниците се градени со дромос или ходник, предкомора и главна комора, каде се наоѓале кремираните остатоци од покојникот. Гробниците потекнуваат од првиот и вториот век пред нашата ера. Со доистражувањата на овој тип гробници во Пелагонискиот регион ќе се надополна сознанијата за погребувањето на луѓето од повисокиот општествен и политички статус за време на владењето на последните македонски кралеви Филип V и Персеј. Со тоа и ќе станате на убава и туристичка атракција со понатамошните конзерваторски работи и нивно заштитување и целосен пристап за да можат посетителите и туристите да ги посетат и да видат начинот на погребување од овој тип. Гробниците се наменети за луѓе од повисок општествен статус. Досега откриени во Македонија ги има најмногу во Прилепско, дури 27, а истите се поврзуваат со античките градови Керамија, која што обстојувала кај ридот Маркови кули, и градот Колобајса, лоциран кај денешниот манастир Трескавец. Разбира дека има индици за уште поголем број на гробници, но истражувањата ќе продолжат и во наредните години со нив, со што ќе бидат целосно доистражени и истражени сите познати и непознати гробници кои што се на оваа територија. Најголемата нивна концентрација се врзува за во близина на античките градови Керамија, кој што е тука во непосредна близина, односно Марковите кули, и во близина на античкиот град Колобајса, односно во Горно село. Тука е нивната најголема концентрација, односно во нивната близина на градовите. Во тој период овие градови живееле и имале доста висок политички и економски статус. Целиот овој дел каде се откриени гробниците представува една голема некропола, но за жал во ова заштитено подрачје на Маркови кули без контрола се градат дивоградби и тоа цели населби, а можеби токму под нив се кријат и позначајни нешта од овие гробници. Дали гробниците во иднина ќе станат туристичка атракција или дупки за отпад, на потек е државата. За Сител, Дарко Штарговски.